Уште октомври месец 2014 година, кога за прв пат конкурирам во јавното претпријатие за државни патишта, после сите тие административни селекции, полагања за испити за државни службеници, психолошки тестирања и така натаму, после интервјуто кое се спроведува комисиски во самата агенција, ме рангираат, бидејќи конкурирам за две позиции, на двете позиции ме рангираат на прво место. После тие рангирања од мене необјасниви причини, значи на првото место бидејќи примаат тројца извршители, сите тројца ги примаат рангирани што се под мене, јас не влегувам во потесниот избор, односно во изборот за кандидат. Објаснувањето беше дека сум бил најдобар, меѓутоа тоа се некои, да кажам, официјални или неофицијални објаснувања, дека сум бил најдобар, меѓутоа не сум примен затоа што една основна работа немам завршено, тоест дека немам партиска книжка. Вториот пат реобјавата на огласот за втората позиција, бидејќи првиот пат не бев избран на таа позиција, вториот пат беше ајде да кажам по иницијатива на луѓе одговорни од агенцијата, кои што инсистираа дека сум требал да ја завршам работата, тоа е да извадам книжката за да може да потпишам пристапница, а замислете не е сега само пристапницата, него бараат понатаму да има и поддршка од ограноци, од не знам кој, па да гласа, па кадрова комисија и така натаму, не навлегувам многу тие работи. Конкурирав, нели, вториот пат, после сите тие домашни, да ги кажам, задачи исполнети, конкурирав вториот пат. На жалост и вториот пат не беше извршен никаков избор. Во меѓувреме се реобјави и трет оглас, од необјасними причини. Првиот пат се затвори со тројца извршители првата позиција. Сега третиот пат се реобјавува и таму оглас и за прва и за втора позиција. Понатаму паралелно конкурирав на третиот конкурс. Замислете каков куриозитет, човекот што е примен на првиот оглас, на првата позиција, се јавува и на вториот конкурс и тога и го рангираат на ранг листа, го рангираат пред мене врз база на исти параметри. Сите полагања за државни службеници, сите психолошки тестирања се исти, тие важат по 2-3 години. Јас не верувам дека он за 2 месеци успеал да добие кузнај какво искуство за да може да биде пред мене. Него го рангираат пред мене и на крај тоа се испостави како и одлучно да го изберат пак него, значи го бираат на првиот конкурс, после 2-3 месеци кога се реобјавува по трет пат огласот, го избираат повторно. И он влага на работа. Знаете како, јас ги нареков во мојата последна жалба до Агенцијата за државни службеници како некои посебни услови. Зашто? Затоа што едноставно ме тераат да против своја волја, значи јас одам таму со стручност. Со диплома. Јас одам да конкурирам таму, не ме интересираат ни партиски книжки, ни ништо. Едноставно те тераат да бидеш партиска книжка, да добиеш поддршка не знам од какви структури таму во партијата, за да може да те примат на работа. Значи, тоа се за мене некои посебни услови. Тие посебни услови едноставно не ги исполнувам и затоа е оваа ситуација сега каква што е. Се зашалени ли на крај во партија? Па, да ви кажам искрено, значи пристапница мораше да се потпише како основен услов за да можеш да конкурираш, нели, она вториот пат кој имаше реобјава за да можам да влезам во игра беше како основен услов. И се тоа можам да го подкрепам со едно од тие интервјуа со комисијата кај што едноставно на најпријателски начин можам да кажам и беше поставено прашање дали не сум ја научил лекцијата. Јас се прашувам каква е таа лекција што треба да ја научам за да може да влезамете на работно место во државна администрација. Со ова моје јавно појавување би сакал да ги охрабрам и останатите, верувам дека ги има многу лица во државава, да едноставно и они како мене на овој начин да проговорат јавно или да, ако не ќе вака јавно, да се едноставно поврзаат, да се поврзаме преку социјалната мрежа Facebook, бидејќи на моја иницијатива отворив една група Стоп за партиските вработувања и Стоп за политичките притисоци на работното место, па ги повикувам еве сите засегнати да се приклучат на таа група и едноставно да изнудиме еве со ваша помош, со помош на новинарите, со помош на сите одговорни лица во однос на тие запослување во државна администрација, едноставно да законот за вработување, законот за државна администрација и така натаму да едноставно се преиспитаат. Значи имаме доста нелогичности. Не тераат да учиме и да полагаме испит за државни службеници, кај што вие во законите учите категорично дека
политичката партија не смее да се меша со државни институции, со држава и така натаму, а реалноста излага сосема нешто друго. Значи ви се бара некој си посебни услови за да може вие да влезете на работно место. И на крај крајава полагате психолошко тестирање. Ја не знам дали во држава некој се заинтересирал што е тоа психолошко тестирање. Додам дали би одел во Сан Франциско на одмор врз база на такво прашање, вие добивате потврда дали сте психолошки способен или не сте психолошки способен. И што е најбитно, ете тоа конкретно психолошко тестирање е една сума на пари која уопште не е занемарлива.